Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу, а на денешното мени имаме говедски медаљони, меѓутоа од мелено месо, народно би кажале убаво и големо ќофте, кое ќе го искомбинирам со пире, многу убаво и вкусно од тиква во кое ќе додадам пржен прас и секако ќе сварам малку зелена боранија, која на крај ќе ја издинстам на путер и малце сок од лимон. Идеална комбинација за превкусен ручек. А вие бидете со нас затоа што веднаш почнуваме. Драги мои, на денешното мени имаме домашно убаво ќофте, или модерно кажано, медаљони од говедско мелено месо. Бидете со нас. Ќофтиња или медаљони од говедско мелено месо. Што све ни е потребно? Ќе направиме едно многу убаво пире од тиква. Имаме карамелизиран кромит и веднаш почнувам да спремам. Говедски медаљони од мелено месо или народно кажано ќофте. Многу едноставно и многу лесно. Ставив вода да зоврие за тиквата, тавчето за да го испржам кромидот е на оган се загрева и прво ќе почнеме од кромидот. Ќе го исецкаме на ситни коцкички. Ставиме да се испржи убаво, да застакли, ама не да карамелизира. Ова ќе биде сосема доволно. Ставаме масло од нашите драги пријатели од Брилијант, од Витаминка. Маслото е веќе загреано. Се слуша и звукот. Ќе го измешаме. Веднаш ќе земеме тиквата, ќе сечеме на парченца, меѓутоа пред да исечеме парчиња во водата ќе додадам малце сол, а исто така и во водата за боранијата. Тиквата исечкајте ја на мали парченца и ставете ја добро да се свари. За тиквата не се потребни повеќе од 15 на минути, затоа што многу едноставно и многу брзо се обработува термички поради незината структура. Иначе многу пати имам кажано, ќе кажам и сега, користете ја тиквата затоа што сега е незината сезона и тиквата е најдобра. 100 грама тиква на ден заменува 100 грама чоколадо, значи комплетно делува на хормонот за среќа и не прави да бидеме посрекни и секако со повеќе. Тиквата тивко омекнува во врелата вода, подготвувајќи ја својата природна сладост за кремастото пире, што ќе ја збогати целата чинија. Кромитчето убаво си се пржи и си омекнува. Сега во водата што врие, додадам уште малце сол и ќе ја ставам боранијата да си се свари. На среден оган, никако на многу јак оган, затоа што нема да биде добро сварена на тивко, полека ќе си биде, ќе си се обработи термички и ќе биде за мерак. Сега додаваме месото во садот од миксерот, ја додаваме презлата, додаваме малце сецкан магдонос, една лажичка сенф дижон и лукчето ќе го исецкам многу ситно. Повторно на момент, колку поситно го сецкаме лукчето, толку повеќе неговата арома ќе биде поизразена. Етеричните масла ќе го пуштат тој препознатлив мирис на лукче кој сите го сакаме, а кажуваме дека не го сакаме.
или се плашиме од неговата миризба, што е и нормално. Ете така. Сега кромидот да му го додадеме. Црвениот кромит се застаклува на путер и пушта сладок, длабок мирис. Токму она што ќе му даде карактер и сочност на месото. И вака сосе маслото, кромитчето ќе го додадеме во месото и сега се што треба е да зачиниме со сол, со малце дафинка и малце црн бибер. И сето ова ќе го ставиме мојот миксер убаво да го измеша. Одлично. Спремете си едно тавче во кое што ќе ги печете ќофтињата или говецките медаљони од мелено месо. Сега се што треба да направиме е да го исецкам празот кој ќе го додадам во пирето од тиква, меѓутоа прво и него ќе го исецкам. Ставам масло да се загрее. Ајде така. Празот се пржи нежно, додека не стане мек и ароматичен. Токму оваа сладост ќе се спои со тиквата за полно и топло пире. Еве го прашчето супер исецкано и сега ќе го ставиме во врело масло, убаво да се испржи, ама не да изгори. Го сакам вкусот на празот. Штета што го има само во есен и во зима. Кога ќе ставиме праз во јадењето, јадењето добива друга димензија затоа што празот има толку шекер и дава една убава и посебна блажина која сите ја сакаме. А за мене најомилено е свеж праз, убави маслинки, посебно ако се наши македонски од дојран, зачинети со сол и со масло. За мерак. Го имаме мевцето, еве го си се меша. Ао, луѓе, миксеров е за сите пари. Сега ќе земам едно друго сосиерче, ќе го ставам на оган, на многу слаб оган, послаб од средна температура. Еве го, одлично. Тавчето, ќе го ставам да се загрее, меѓутоа во него ќе додадам црвено вино, кое ќе почекам да почне да врие и од него да излезе алкохолот. Кога ќе излезе алкохолот, ќе додадам бујон, мед, ворчестер сос, малце соја сос и секако говедски бујон и ќе оставам да редуцира на среден оган. Кога ќе дојдеме на половина од смесата, ќе го тргнам на страна и ќе додадам ладни коцки путер со цел да добиеме густината, да добиеме една убава светла точка на сосот која навистина ќе го плени. Ќофтињата, месото за ќофтињата е готово. Боранијата си се динста, тиквата се динста, празот полека еве го почна помалци да карамелизира, меѓутоа не смееме да го оставиме да карамелизира скроз, затоа што откако тиквата ќе биде готова и откако во незе ќе додадеме путер и павлака за готвење од нашите пријатели од Бимилк, тогаш ќе го додадам и празот и сето тоа заедно во блендер убаво ќе го соединиме. Одлично. Празот е готов. Сега ќе го ставам само во една чинија. Виното почна да врие. Тиквата е скоро готова. Сега ќе ја процедам и ќе оставам топла на страна сама да се дообработи. Одлично, оставете ја така да се исцеди. А џусот од тиквата не го фрлете. Може би ќе ви затреба кога ќе оправиме перето ако е прегусто, или пак оставете да се олади и испите
вкус на тиква, препознатлив и навистина многу здрав. Виното почна да си врие, одлична температура. Сега во него ќе додадам говедски бујон, ќе додадам ворчестер сос, додадам малце балзамико и малце мед за блажина. Одлично. Сега ќе оставиме да си крчка, додека не се намали количината на течноста и помалце од половина. Одлично. На боранијата уште малце и треба и од кога ќе се свари веднаш ќе ја ставиме во ледена вода за да ја пресечеме термичката обработка од кога ќе се олади. Во тавче ќе загрееме малце путер, малце масло, сол, бибер, ќе ја ставиме боранијата малку да ја запржиме, а потоа ќе додадеме и малце свеж сок од лимон, да ја дадеме една убава свежина. Боранијата шубаво се свари, луѓе мои. Ајде сега да ја прекинеме термичката обработка, да ја задржиме и бојата и обликот. Ете така. Одлично. Сега ова ќе го трнам на страна и веднаш почнувам да ги правам ќофтињата. Земете 100 грама, 120 грама мефце или помалце повеќе, зависно од тоа какви сакате да бидат ќофтињата и видете што правите. Значи многу едноставно. Го ставате топчето месо меѓу дланките и полека нежно вртите, а со палците го обликувате. Отлично. Еве го ќофтите. Убаво. Макдоносот се гледа, кромидот се гледа. Бојата на месото е идеална. Сега ќе ги ставам тука. Може и вака да го стиснеме буквално. Играјте си, меѓутоа направете убаво ќофте. Сега, ќофтето можете прво да го испржите по 1-2 минути од двете страни на масло на средна температура, а потоа да го ставите во печката или во рерната, убаво да се допече. Меѓутоа, јас денеска ќе ги ставам директно во рерната. Еве како изгледа ќофтето. И ќе направиме едно мало трикче. Земете еден ваков мал сад и стиснете го ќофтето. Ете така. Да направиме мала влабнатина. Одлично. Толку ништо повеќе. Веднаш ги ставам да се печат. 220 степени температурата, 10-12 минути максимум, немојте да ги пресушите. Затоа што ќофтето треба да биде сочно, убаво за јадење, не смее да биде суво. Виното си крчка, ставив тавче на оган да се загрее за да ја испржа малце боранијата, како што ви кажав. И сега, едно парче путер, ќе додадеме и малце павлака за готвење, по потреба, ако треба, ќе додадеме уште малце. Сварената тиква ќе ја ставиме во блендерот и секако ќе го додадеме пржениот прас. Ставете го блендерот, добро да изблендира целата смеса и да добиеме буквално пире. Обарена тиква, пржен прас, путер и крем за готвење, изблендирани во мазно кадифено пире со природна сладост и деликатна арома. Основата која ќе го исврли на површина вкусот на ќофтињата. Што убава боја добив. Сега сакам да го пробам вкусот. Да видиме дали нешто му недостига. Да, ја има блажината на тиквата, вкусот на празот, меѓутоа јас ќе му додадам сега малце дафинка за да го збогатам вкусот и да го прилагодам на она на кое што сите ние сме навикнати.
Сосот си крчка. Сега ќе додадам малце путер во тавчето. Одлично. Како што ви кажав преска, во него ќе ја додадам боранијата. Топол путер, ладна боранија, нормално е ова што се случува. Ќе ја запржиме малце и како што кажав, ќе додадеме и малце сок од свеж лимон, малце сол, и малце црн бибер. Сосот е готов. Виното се редуцираше со останатите состојки и сега постепено ќе додавам путер. Еве вака помалце и нежно ќе мешам додека путерот не се растопи и не го направи кремот во сосот. Одлично. Сега ќе ги додадам и другите две коцки. Кјуфтињата за многу кратко време ќе бидат готови. Модерните апарати, како овој нашиот што е од Фортис, не вика кога храната ќе биде готова. И тоа е навистина многу важно за секој готвач, а и за секој дома што готви. Еве, кјуфтињата се готови. Уф. Одлично. Сосот е готов, боранијата е готова, пирето ни е готово. Сега уште на брзина да направиме една свежа салата. Сега е време на кинеска зелка. Во овој период од годината ја имаме скоро насекаде. Затоа користете ја за тоа што навистина е многу здрава, а посебно за салати. И цената е многу добра и пристапна за сите нас. Зимам едно морковче и на мојата мандолина тука убаво тенко ќе го исецкам. Внимавајте секогаш на мандолината да не се исечете. Еве ги морковчињата се тука. Ќе ги ставам во еден длабок сад. Имаме свежа тиквичка и неизе многу тенки кркчиња ќе ја исецкаме. Еве ги, салата со свежа тиквица. Многу добра комбинација. Пробајте. Морков, тиквичка, црвена пиперка и кинеска зелка. Свежи, крцкави и шарени. Шаренило од бои и вкусови со кои салатата станува лесен контраст на топлото јадење. Сосема доволно. И зелката исецкајте ја на тенки ленти. Колку убави бој. Сето ова сега ќе го зачинам со сол. Ќе додадам свеж исецкан магдонос, малце масло и балсамико крем од Брилијант, шлагот на тортата. Не правиме торта овде, ама нели така вели народот. Кога е нешто убаво, кога го става, уф. Браво. Сега. Земете го садот и добро измешајте ги сите состојки. Пире од тиква и прас. Есенска комбинација, која навистина ќе ве воодушеви со вкусот. Земеме две ќофтиња. Ќе ги ставиме тука.
сојата ќе ја додадеме до ќофтињата. Нека стрчи малце така. Отлично. Говецките ќофтиња легнуваат врз кадифено пире, а преку нив оди густ, блескав сос од црвено вино и пудер. Финалниот потпис што ги спојува сите вкусови. Убави есенски бои. Се надевам дека ќе добиете желба да го направите ова за вас и за вашите најдраги дома. И секако, почитувајте ја есента и сезонските продукти, овошја, зеленчуци и се останато што ни носи есента, затоа што сега есенските производи се најквалитетни, а секако и најекономични. Топло пире, сочни ќофтиња, ароматична боранија и сос што ги врзува сите вкусови. Едноставно, а богато јадење што покажува колку малку состојки може да создадат многу вкус. До следното готвење, уживајте во секој залак. Тоа беше се за денеска, драги мои. Верувајте, илјаду комбинации кои можете да ги направите со мелено месо. Идеално, вкусно, едноставно и лесно. Посетете ја нашата веб продавница и одберете се што ви е потребно за да сготвите дома убава и вкусна храна во Нови Садови. Благодарам и имајте убава и пријатна ноќ.